Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме, почнуваме денеска со Altcoin недела. Да, малку закасенето, почнуваме од среда, но премногу обврски, верувајте ми, така да денеска за прв пат успеав да направам, да најдам време, да можам да направам видео и ќе го добиете малку покасно, но битно ќе го добиете. Како што веќе најавивме во нашата Altcoin недела како постер во претходната недела на ваше гласање нормално, значи почнуваме со Osmosis, потоа продолжуваме со Compound, Pendle, Beam и Ron од Ronin мрежата. Така да очекувам да ги направам сите овие коини, дури ако треба ќе продолжиме во наредната, со исклучок на нормално неделното видео, кое што е веќе предвидено да биде Enbridge, каде што ќе поразговараме за самиот Enbridge, што уствари се представува, тоа е оној платежен систем на BRICS, но за тоа потоа кога ќе се приближиме до недела. Значи продолжуваме оваа недела со истражување на одделни проекти, каде што нормално ова е повторно по ваше гласање. Значи како тоа изгледа, може да видите, ова е стариот блок во кој што веќе ги обработивме Audius и BitTensor. Денес кога обработуваме Osmosis 8, што е уствари ќе поразговараме детално за целиот проект, а во текот на утрешниот ден очекувате видео за Compound Comp. Додека од кој ќе обработиме последните два коини од овој блок за кој што сте гласале, да речем пред некој месец дена од прилика, ќе продолжиме понатаму со новиот блок за кој што гласавте пред само една недела, тоа е Pendle, Ronin, Ron, Beam и Aether AT. Значи сето ова ќе биде обработено со исклучок на ATH, кој што го оставаме за малку понатаму. Значи едноставно премногу ќе бидат поред денови со алткоини и нема да имаме време за нормални вести и нормална програма на самиот канал. Со тоа што сите оние кои што нови на нашиот канал, значи знаете дека нашиот канал обработува различни програми, значи различни типови на плейлисти, различен материјал и чисто за оние кои што се нови, значи ова што денеска го работиме, односно истражување на коини и токени, може да го најдете во оваа плейлиста, која што, ако не се лажеме, четврта поред, ева. Значи, анализа на коини и токени, до сега веќе има обработено повеќе од 80 различни проекти, каде што обработуваме детално се што треба да знаете за овој проект. Идејата на оваа плейлиста, идејата на овие видеа е да направиме, така речено, збирка, односно датабаза со основни видеа за најголемите проекти по Market Cap, затоа и почнавме од најголемите, па продолживме надолу, и нормално на тој начин да имате основни податоци и истражување за секој од овие засебни проекти, пред да одлучите нормално дали да инвестирате во ваков тип на проект и пред да ја надградите оваа истражување со нормално собствен труд. Значи идејата е, уште еднаш ќе напоменам, ова не е финансиски совет, ние постојано ви кажуваме активно што купуваме, колку и кога, но во исто време нормално правиме и истражување за се останато во однос на потенцијални проекти, без разлика дали се добри или лоши, сега ги обработуваме со цел да имате една целосна слика за овој проект. Така да уште еднаш ќе напоменам, ова не е финансиски совет, но ова е почетно истражување за македонскиот народ да има од каде да почне кога станува збор за овие проекти. Нормално како го правиме тоа? Го правиме преку одговарање на оваа 6 групи на прашања, кои што практично ни даваат една целосна слика за овој проект и ни кажуваат, да речем, што се треба да знаеме за истиот. Со тоа што не заборавите дека овие прашања не ги одговараме поред, ги одговараме како самата материја води, затоа што секој од овие проекти е доста различен. Нормално почнуваме со првото, а тоа е каков тип на апликација и дали има практична примена на коинот, со тоа што во оваа ситуација нормално одговараме две подпрашања. Првото е дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои што може да го заменат. Значи, првенствено и најбитно е фактот што Osmosis представува Decentralized Exchange, односно DEX на Космос екосистемот. Се уште се важи за најголемата децентрализирана менувачница на Космос екосистемот, како што например Uniswap е во Ethereum и поголемиот дел од да речем екосистемите или Layer 1 си имаат своји најголеми децентрализирани менувачници, така и Osmosis е најголема на Космос екосистемот. Со тоа што во исто време истата представува и Layer 1 која што има своји подапликации, затоа што истата е изградена со Cosmos Software Development Kit, односно, значи покрај фактот што она представува децентрализирана менувачница на Космос, истата сама по себе е и Proof of Stake блокчейн, но станува збор за мал број на апликации кои што се изградени врз неа, кои што, како што успеав до сега да увидам, се поврзани со Liquid Staking. Тоа е уште една работа која што ќе објасниме денеска во основа, што истиот представува и зошто е битен за Osmosis екосистемот, но реално ќе ви кажам на почетокот некако не сум нешто посебно импресиониран од овој проект, ќе ви објаснам и зошто нормално постепено.
Сега, нормално кога веќе треба да го разгледаме како проект, како децентрализирана менувачица, мораме да видиме колку истиот може да се мери со останатите децентрализирани менувачници, каде што прво нормално би го споредиле со останатите проекти од оваа категорија, односно проекти кои што се децентрализирани менувачници, и можеме да видиме дека најголемиот нормално е Uniswap со 6 милиарди во market cap, што го прави очигледно шампион во целата оваа категорија. Но ако се придвижиме надолу, можеме да го најдеме и Osmosis, кој што е на некое 10-то место со 366 милиони отприлика долари, негде околу 10-то место е, што значи дека има доста апликации, односно доста децентрализирани менувачици кои што се крајно поголеми од него, зборуваме 3, 4, 5 пати. Сега знаете што во оваа ситуација децентрализирани менувачици не е толку битно колку е голем нивниот market cap, колку што во оваа ситуација треба да разгледаме колку активност има на блокчейнот на кој што се наоѓаат, како и нормално волумен на трансакции, кој што уствари е главната, практично профитот на овие апликации доаѓа директно од волуменот на трансакции. Се разбираме, колку повеќе трансакции, толку повеќе фи, колку повеќе фи, толку повеќе профит за истите. Така да во оваа ситуација тоа е главниот одговор кој што треба да го одговориме за оваа децентрализирана менувачица, за да видиме колку потенцијал има истата. Еве ќе го споредиме и со топ 100 DeFi проекти, затоа што овдека не се само менувачници, овдека има нели lending, borrowing, oracles, пулови на стейкинг како што е Lido Stake, Ethereum, кои што се крајно големи, така да во оваа ситуација дури ќе биде и многу послаб како што може да видите од 10-то место, значи дури нови проекти како Pendle се наоѓаат над него, значи погледнете и сами, Terra Luna Classic се наоѓа над него. Значи истиот е на 176-то место генерално по позиција на CoinMarketCap, во оваа ситуација на CoinGecko, со, повторно, 366 милиони долари. Значи, генерално не се наоѓа на некое сјајно место, но тоа и не е толку лоша работа, затоа што има мал market cap. Сега, каде наоѓам јас проблем со сето ова? Значи, како што веќе кажам, истиот стандардно представува swap, се разбираме? Значи, ова е она што веќе го разговаравме во последното неделно видео, баш тоа го разговаравме со Филип. Значи, Osmosis буквално представува тоа. Има различни пулови на ликвидити кои што практично ви ги користите за да може да направите swap помеѓу различни коини, дури и на различни блокчейни, верували или не. Еве сега ќе го покажеме тоа, со тоа што вака изгледа самата Osmosis. Значи, ова се новчаниците кои што може да ги користите, значи ова се новчаници кои што се компатабилни со Cosmos екосистемот. Каде што гледаме дека ова се мобилни верзии, а ова се новчаници кои што некогаш доаѓаат и од менувачници како OKX и Crypto.com. Така да ова се менувачниците кои што може да ги користите, односно волетите кои што може да ги користите за да разменувате различни коини и токени, со тоа што еве листа, значи како изгледаат токените кои што најчесто се дури и со волумен да речам. Значи од 10 милиони долари волумен има Osmosis, затоа што знаете, сами тоа е основниот токен, Osmosis кој што се користи во оваа ситуација и како фи. Значи вие практично морате да имате Osmosis за да платите фи за swap на Osmosis апликацијата. Со тоа што на второ место е Celestia, па Cosmos Hub, нормално со оглед на фактот дека Cosmos е и самиот екосистем во кој што се наоѓа Osmosis. Сега не заборавајте дека како што веќе разговаравме кога обработувавме видеото за Cosmos, истиот има различни типови на хаб во кој што практично вие може да направите собствен екосистем и собствен блокчейн, како што е ситуацијата со во овој момент Osmosis, кој што има свој Proof of Stake протокол за кој што ќе поразговараме малку подоцна, затоа што има и свој стейкинг. Значи има фи кој што може да го добиете, како што веќе разговаравме со Филип, кога практично ги користите вашите коини и токени за да дадете ликвидити. Значи тоа е практично Automated Market Maker за кој што веќе разговаравме. Погледнете, има соодветно видео во напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, каде што практично може да видите како изгледа кога за овие различни валути, кои што моментално може да ги размените на Osmosis, вие практично го правите тоа со давање на ликвидити. Во оваа ситуација, ако имате Osmosis и USDC, ги ставате во еднаква вредност во овој пул и вие добивате 40% на годишно ниво. Не заборавајте, ова флуктуира и има потенцијал за нереализирана загуба. Така да тоа е една работа која што морате да земете во превид. Значи, користењето, односно профитирање од Automated Market Makers и арбитража се ризични, значи ништо не доаѓа без ризик, така да уште ќе напоменам, вие морате да си направите соодветно истражување и да погледнете точно кои ризици ги превземате кога
правите ваков тип на така речено профитабилност во вашиот портфолио, гледате, има различни парови кои што според тоа колку се побарувани, толку и голем процент ви даваат. Нормално, самиот протокол го зголемува процентот кога има поголема побаруваност на одреден пул, односно на овие два коини кои што се наоѓаат, гледате дека има голема бројка практично на пулови кои што овдека ги гледате, и ова е практично часовникот кој што доставува фи, доставува награда за тоа што вие сте давале соодветен ликвидити. Повторно ќе, значи сите овие проценти кои што ги гледате, тоа не е на дневно ниво, тоа е на годишно ниво. Бидете екстремно внимателни кога ги ставате вашите коини токени, затоа што ова не е играчка, значи ова треба сериозно да го сватите. Со тоа што истиот гледаме дека има и така речено може да го користите како портфолио watch, значи ова е кога ќе конектирате wallet, од оние кои што веќе ги спомнавме, ако го користите истиот за чување на коини и токени, практично на осмосис кога ќе го конектирате може да ги гледате истите како практично портфолио, како што тоа го правиме на CoinGecko, мада не е некоја голем use case, но е повторно нешто интересно кое што треба да се спомне. Сега, каде е главниот проблем кога го споредуваме овој коин, односно оваа апликација со останатите, посебно останатите од овој тип? Значи, ова е нивно, како што може да видите, datalenses.zone /chain/osmosis/overview. Практично ова може да го најдете на нивната страна, нивната апликација, во More и Stats. Таму ќе може да најдете се што ви интересира за овој така речено и блокчейн и апликација. Каде е овдека проблемот? Сега нема да навлегуваме во страната на блокчейн, тоа е нешто што ќе го спомнем малку подоцна и не е ни толку битно, затоа што главната цел на овој да речам овој проект е тоа, да биде децентрализирана менувачница, во оваа ситуација најголемата на Космос. Гледајте каде е проектот. Гледајте каде е проблемот, се извинувам. Значи ова е трейдинг волјум на неделно ниво. Еве, дури ако се вратиме наназад, значи во февруари 2024 година на самиот почеток, значи истиот достигнал некој, еве, да речем 615 милиони. Но оваа недела достигнал највисока вредност со 179 милиони долари трейдинг волјум. Значи тоа е капиталот кој што практично бил истргуван преку оваа децентрализирана менувачица. Каде е овдека проблемот? Ова е Dune.com, односно ова е DeFi, практично како ги мери, така речено, сите битни информации и метрици за DeFi секторот, посебно за децентрализираните менувачици во оваа ситуација, каде што можеме да видиме по неделно ниво, значи кои се најголемите дексови моментално во оваа недела, да речеме. Така, еве јас дури ќе ја земам, значи она подобра недела од месецов, која што е, како што кажавме веќе, значи истиот има најдобра недела овој, да речем, месец, до почетокот на овој месец, од 179 милиони, така. 179 милиони тргувани, така. Што го става 179 го става негде на помеѓу 12 и 13 место, но не заборавајте дека ова е само најдобрата недела, се разбираме? Значи тоа е големиот проблем. Гледаме дека има многу мал волумен на тргување. Сега од каде доаѓа ова, се разбираме? Значи еве јас во оваа ситуација ја земав нормално најдобрата недела во овој месец, а овдека буквално последната недела се гледа од сите најголеми децентрализирани менувачници без разлика на тоа од кој екосистем доаѓаат. Што овдека гледаме дека истиот не можеме дури ни да го најдеме. Значи јас поминав преку сите, еве до 25-то место, значи Осмосис го нема оваа недела. Значи дека има многу мал волумен последнава недела. Каде е сега овдека проблемот? Значи, од каде потекнува овој проблем? Ако отидеме на значи еве исто и овдека, ајде реков да не биде сега као едно место само и за тоа демек да не биде само за тоа што го нема на Dune. Еве на пример овдека на блок исто така имаат, значи ова е практично по месец, така. Каде што овдека се така речено топ 20, колку се овдека топ 15, 3 6 9 и 9 18, 2, значи како иде 20. Значи топ 20 менувачници во практично уште од јули 2023 па до сега, цела една година наназад. Го нема ниту во еден месец, погледнете. Значи ако го имало сигурно ќе било овдека во дел од нели така речено трансакциите. Каде е овдека проблем? Погледнете. Истите имаат тргување до 100 милиарди, значи заедно, така. А гледаме дека овдека имаме само 100 милиони, што е многу мал дел од она што потенцијално може да го гледате. Значи гледате какав волумен имаат кога станува збор на месечно ниво. Значи еве во оваа ситуација ова е само да видам точно кој е Uniswap. Uniswap имал, значи погледнете. 78 милиарди долари во текот на март, што ако го поделиме на 4 недели, во оваа ситуација истиот има негде околу 20 милиарди на неделно ниво.
За разлика од тоа, најдобрата недела, на пример, сишто ви кажувам како тоа изгледа и од каде е проблемот. Најдобрата недела во последниот месец на дури ќе го земеме последниот месец, така. Значи последниот месец Uniswap имал, да видиме колку, 27 милиарди, така, и тоа овдека е почнат. Ќе го земеме претходниот, јули. 102, значи имал 50 милиарди, што значи дека неделно негде околу 12 милиарди волумен на тргување имал Uniswap како најголем, така. Значи во претходниот месец погледнете, значи овдека било катастрофа. Што да е, 160 да го земеме, ќе го земеме и 179, така. Каде се 179 милиони, каде се 20 милиарди? Се разбираме каде е проблемов. Значи гледаме дека има многу мал волумен на трговија на самиот осмосис. Но зошто? Зошто? Погледнете сега. Космос екосистемот генерално не е користен за DeFi. Тоа е една работа која што мораме да забележиме, која што верувам дека е една од главните негативни особини на оваа апликација. Погледнете. Главниот екосистем за DeFi Lama, значи тоа има единствената работа. Капитал од 60 милиарди долари се инвестирани само во Ethereum, исклучиво во Ethereum на неговиот блокчейн. А каде се тука дополнително? Arbitrum, Base, Polygon, така? И Optimism, кои што исто така се на Ethereum. Гледаме дека на второ место е Tron, затоа што има огромна количина на стейблкоини, но повторно е на второ место во DeFi, па трето место доаѓа Solana, па доаѓа Binance Chain, па потоа доаѓаат уште некои помали, каде што гледаме дека значи не е ниту спомнат во оваа ситуација Космос, така? Дури ако се придвижиме надолу, погледнете. Значи ако се придвижиме надолу, можеме да видиме дека моментално, верувале или не, Осмосис има повеќе волумен во DeFi од самиот Космос. Значи погледнете, сега ќе го најдеме. Осмосис на 39-то место, а ако продолжиме надолу, ќе видиме дека Космос е многу подолу од, само да видам каде се наоѓа, точно, сега е малку досаден дел, се извинувам за тој дел, да не го промашив случајно, ќе се вратам нагоре уште еднаш за секој случај. Верували или не, значи го извртев ова до 100 и ја не можам да го најдам Космос. Замислете, некои нови проекти имаат поголем DeFi сектор од Космос. Но, потенцијално тоа може да е така, затоа што Космос самиот по себе е застапен од децентрализирани блокчейни кои што се застапени во неговите хабови. Може би затоа и го нема. Погледнете, значи стасаме до 90-то место, Космос се уште го нема. Значи што сакам да кажам во оваа ситуација? Гледаме дека Осмосис овдека се смета како сам засебен проект и се наоѓа на 39-то место. А од целиот овој блок гледаме дека генерално Космос екосистемот е многу слабо застапен. Што ни покажува дека колку е, значи знаете како ова е најголема менувачица на блокчейн кој што реално не се користи за DeFi. Ми разбирате поентата сега. И затоа верувам дека како таков гледаме дека нема некои големи успеси, затоа и го нема во топ 20, го нема ниту овде во топ колку се овдека 25. Значи дека според тоа гледаме дека истиот како децентрализирани менувачици се наоѓа, сега не би рекол на погрешен, но не на еден од најдобрите блокчейни кои што имаат DeFi сектор. Така да тоа е една од најголемите негативни страни на овој проект. Значи јас сега ви кажувам мое мислење, нормално не сакам вие да го сватите ова негативно. Значи јас ви кажувам само што моментално сум истражил, ако некој ова нормално може да го побие, би ве замолил да го направите тоа во коментари. Нормално, значи и јас правам истражување, можеби сум сгрешил, ако најдете нешто што јас сум го промашил, ќе ве замолам да дадете го во коментар, нормално и јас на тој начин ќе научам од заедницата. Сега, значи тоа е во односа каде се наоѓа, каква е неговата апликација и дали има конкуренција. Има предобра конкуренција. Тоа е проблемот. Имаме моментално, како што ви покажав, значи апликации како Dexes, кои што има енормна количина на капитал. Тоа не значи дека Осмосис нема да стигне таму, ви кажувам дека до сега гледам дека моментално му оди тешко. Да не забораваме дека овој проект не е нов, истиот е присутен уште од 2021 година официјално, од каде што истиот и датира и неговиот чарт, за тоа ќе поразговараме малку подоцна. Сега една интересна работа која што морам да признам дека е доста битна е тоа што истиот има liquid staking. Значи, зошто е ова битно сега? Liquid staking представува посебен протокол кој што моментално е застапен во значи Ethereum блокчейнот, а и некои други нормално. Значи сега само генерално ќе објасниме затоа што е ова битно за неговиот екосистем. Значи како функционира? Вие практично значи затоа што во исто време рековме дека овој DEX е и блокчейн, односно Layer 1, и има свој Proof of Stake валидатори, во оваа ситуација тоа се делегирачки валидатори, затоа што се само
една ограничена количина на број. Сега како функционира? Основниот токен во оваа ситуација е осмосис. Вие можете, значи како юзер нормално го депонирате така во стейкинг пул, каде што вие бирате валидатор кој што во оваа ситуација вие ги заклучувате вашите токени во еден од пуловите на овие валидатори. Со тоа што вие добивате reward, така, значи вие добивате staking rewards во однос со тоа, нели, како е staking rewards на Космос, на Осмосис, ќе го покажеме тоа многу подоцна, и колку е нормално треба да платите одреден процент за тоа што сте дел пул на одредени валидатори. Но за возврат вие добивате liquid staking токен. Овој liquid staking токен можете да го користите во практично екосистемот на Осмосис во други апликации. Односно, што тоа значи? Тоа значи дека во исто време додека вие овој токен сте го заклучиле во пулот на одреден валидатор каде што ви носи стейк, вие добивате негова репрезентација во иста таква вредност, која што потоа исто така може да ја користите за тргување, за да ставите некаде како колатерал кога позајмувате, значи може исто да и да ја продадете, значи дека оној кој што ќе ја добие друг, ќе може практично да ги подигне вашите реални токени од валидаторите. Се разбираме? Значи вие добивате паралелна верзија на овој токен кој што може да ја користите на други апликации. Сега, реално нема да налегувам премногу затоа што ова е нешто што мора сами да го истражите. Значи апликациите кои што може да ги најдете на Осмосис, тоа се практично овде, се така речено неговиот екосистем кој што вие практично може да го користите. Некој од овие апликации претпоставувам дека ќе ви дозволи да користите liquid staking на Осмосис токенот. Пак ќе кажам, нема да навлегуваме премногу затоа што тоа е тема за сосема друго видео, каде што треба да објасниме точно околу liquid staking, ова е само во основа објаснуваме како што функционира, каде што вие практично го користите или Осмос токенот директно или пак неговата сенка, така речено, или оној копија од токен кој што е практично токен со кој што може да си ги подигнете вашите Осмосис токени од пулот каде што моментално имаме, каде што истиот заклучен за стейкинг. Значи еве како изгледа liquid staking, тоа е нешто дополнително кое што го има самиот Осмосис, што моментално го има и самиот Ethereum преку Eglayer, но тоа е нешто сосема друга приказна, како што кажав, тоа е сосема друго видео. Ова е само во основа да кажеме една многу позитивна работа која што Осмосис ја поседува. Сега во однос на стейкинг, значи сега веќе разговараме за самиот протокол, тоа е делот со тип на блокчейн, во однос на залиха, значи да не забораваме. Основниот блокчейн на Осмосис е дека истиот е направен како Layer 1 и има своји апликации, но кои што се така речено гледаме мала бројка и се наоѓаат во неговиот, да речем, мини екосистем на DEX. Така, значи тоа како што можеме да видиме се некои поврзани апликации со самиот DEX, односно со самиот Осмосис. Но во исто време, како што кажеме, истиот поседува и своји валидатори. Сега, Осмосис гледаме дека staking rewards е 10,5% на годишно ниво. Верувам дека ова варира во однос со тоа нели колку имаме Осмосис staked, но ова е сосема солидна, да речем, реално е солиден процент на годишно ниво кога станува збор за одреден стейкинг протокол. Сега пред да продолжиме околу делот со валидаторите, гледаме дека истите имаат и свој DAO, значи ова јас го отворив на Kepler, кој да е овој wallet, сега нели ова е на Космос екосистемот, на Осмосис DEX-от. Значи кога ќе го конектирате вашиот Kepler и имате да речеме одредена количина на Осмос, вие можете да учествувате во governance. Значи практично ова директно јас го најдов на Kepler на самиот wallet. Значи ако вие имате ваков wallet, ќе ви дозволи практично да учествувате во governance. Ако се сеќавате претходно ние покажавме дека тоа е овој wallet, значи еве го овде и практично ако го конектирате истиот, кога ќе отидете, ако не сажам беше овде, еве го Vote. Значи како може директно да отидете, кога ќе отидете на апликацијата на Осмосис. Во More може да го најдете Vote. Каде што ако имате Осмосис токени, го конектирате вашиот wallet и ви дава на оние, да речем, гласање, значи како што кажав, имаат свој DAO кој што е интегриран директно на нивната апликација и е многу лесно да се најде, каде што на овие предложи кои што моментално ги гледаме, може да гласате. Тоа е позитивно, значи крајно позитивно, тоа практично го прави овој проект да биде децентрализиран. Значи немаме како во некои проекти каде што за се да речем одлучува самата заедница, гледаме дека се повеќе се движиме кон децентрализација и тоа верувам дека повеќе ќе биде застапено баш после она што го видовме со законот со кој што моментално во Америка, колку сте подецентрализирани, толку полесно можете да стигнете до фактот да не бидете хартија од вредност, туку да бидете под комисијата за ресурси, како што веќе кажав. Сега, ова е делот со стейк, значи гледате овдека,
практично вие можете исто преку овие wallet кои што овдека веќе ги покажавме да го ставите на стейк вашиот осмосис. Како што може да видите, вие практично не го депонирате. Значи и понатаму вашиот осмосис останува на овие новчаници. Но преку вашиот новчаник го ставате под стейк, нели, во оваа ситуација на осмосис платформата, со тоа што како изгледа, сега тој да ќе го објасниме. Значи кога вие практично ќе кликнете да го депонирате вашиот во оваа ситуација осмосис, значи ова се најголемите пулови. Simply Staking од Малта, значи на прво место е интересна работа, каде што ова се количината на осмосис која што ја поседуваат или процентуално колку од вкупната количина на осмосис во циркулација моментално се наоѓа под овој пул. Со тоа што ако продолжите надолу, значи они во десна страна овдека може да видите една интересна работа која што исто така многу битна, а тоа е процентот кој што треба да го платите на овие пулови за да може да ги ставите вашите осмосис да бидат практично kind of на стейкинг, така. Значи погледнете, имате од 5 до 8 па до 100%, што значи дека ако оставите во овој пул, вие практично не добивате никаков стейкинг reward. Што значи дека од ова 10, каде беше само да видам, само се извинувам да најдам, 10,5% на годишно ниво, вие 5% од таа количина давате на овој пул доколку одлучите да го депонирате вашиот осмосис во овој практично пул. Сега, во однос со депонирањето, значи еве како изгледа тоа, ова е практично целата процедура како изгледа, значи вие практично на почетокот го депонирате, значи пишувате колку голема количина, на вториот чекор вие бирате кој валидатор, односно пул, сега јас не можам да направам тоа затоа што немам wallet и немам осмос, само ви покажувам како тоа изгледа. Значи откако вие практично ќе го депонирате вашиот осмосис во еден од овие нодови, истите и понатаму валидираат, односно запишуваат трансакции, запишуваат блокови на овој блокчейн, како што кажам, истиот е Proof of Stake. Нема да преминуваме премногу за да го објаснуваме, зашто нема поента, значи нема некоја голема причина ние сега да го објаснуваме овој блокчейн, затоа што истиот во матично е DEX. Со тоа што не заборавајте дека 14 дена се потребни за да ги заклучите вашите токени пред истите да почнат да носат стейк, а имаше, само да видам каде го најдов тоа, 21 ден се потребни за да можете да ги извадите вашите токени, значи тој unstaking период. Сега можеби сум грешка, ако не се лажам негде го видов, unstaking период беше 21 ден. Значи уште еднаш, ако сум грешка, ќе ве замолам да ме информирате, нели ако има нешто што сум го промашил во оваа ситуација, но ако не се лажам толку беше, не можев да го најдам овдека тој податок. Сега во однос на вести за овој проект. Значи проблемот е што погледнете, значи ако ставам на Rising, еве го Osmosis, значи ова е како што знаете и сами CryptoPanic, ова е една од најпозитивните апликации кои што ги користам, кои што практично агрегира вести кога ни треба од одреден проект или па кога ни треба од сите проекти, со тоа што дури може да ставите и ниво на степен на кој што вас ви се потребни, дали се вести кои што се најчитани, кои што се да речем моментално популарни или пак генерално вести, шоу, така. Со тоа што ако ставам Rising, погледнете, што ова е втората, значи имате три нивоа. Најнивисокото е ход, каде што ви ги дава само најдобрите и најдобро гласаните вести за овој проект, значи нема да биде позитивно и негативно гласани вести. И гледа дека најпопуларната вест била пред 2 години. Значи погледнете, ако свртам назад, тоа е пред 2 или 3 години. Значи дека ништо ново нема околу овој проект. Ако кликнем на Rising, погледнете. Последно било пред 6 месеци, каде што воопште не се ни спомнува, ова е само предпоставувам спомнат во контекст на ова што било за Cardano. Пред 2 години гледаме дека имаме Osmosis, тоа е практично истото што го ставивме, и Showall, тоа се секојдневни вести, каде што најчесто го ставаат истиот во, да речем, анализа на 5 коини, па го ставиле и во оваа ситуација Osmosis. Гледаме дека нема буквално никакви нови вести во оваа ситуација за самиот проект. Значи ништо ново со кое што можам да ви се пофалам. Поминав преку последниве неколку недели, па и подалеку и навистина не можев да најдем. Значи ако отидам буквално на Google, пишам Osmosis 8, отидам во News табот, погледнете. Значи ништо што е нешто битно да може да го споделиме. Значи овдека можеме да видиме генерално некои објаснување за тоа што е проектот, ако продолжиме надолу, каде може да го купите и каде што на пример се прават некои анализи во склоп на уште неколку коини, па е опфатен и Osmosis. Значи гледаме дека реално нема нешто посебно, што да ви кажам, дека има нов меме коин. Значи што да ви кажам кога не можам да најдам ништо посебно, од друга страна веќе стигнавме, погледнете, јануари, февруари, што значи дека реално не сум нашол ништо посебно кое што треба да се сподели, пак ќе кажам. Ако некој успее да најде нешто што јас сум го пропуштил за овој коин,
ќе ве замолам споделете го во коментар, затоа што некогаш една вест е доволна за да имаме сосема друга слика за одреден кој. Сега, тоа е околу вестите, реално партнерства. Исто така не најдов нешто посебно, значи главната работа е што е практично најголем декс на Космос. А знаеме дека Космос е еден од оние проекти кои што највеќе се развиваат, но за жал очигледно не се развиваат во DeFi секторот. Тоа е најголемиот проблем за оваа менувачница. И поврзано со кривични судски случаи не најдов ништо околу тоа што е позитивно. Сега, во однос на техничка анализа, како и останатите можеме да видиме дека истиот се наоѓа така речено на крајот од овој bear market. Гледаме дека е имал памп како и сите останати, тоа беше од октомври до март. Значи погледнете и сами, буквално имитација на претходните коини, горе-доле се сите слични, со исклучок на неколку кои што, например, сега имаат RAM, како што веќе кажеме, Injective, Render, Solana и така натаму, но тоа се ретки такви проекти, каде што гледаме дека истиот се наоѓа во овој паѓачки канал се уште. По моментот кога ќе успее да избие над овој канал и ова месечно ниво кое што е воспоставено претходниот bull market и неговиот, да речем, затоа што гледаме дека многу касно почнал во претходниот bull market, тоа е така речено последниот дел пред да дојдеме во bull marketот, тоа е summer low и крајот на bull marketот кога истиот биткоин достигна 70.000. Гледаме дека моментално е од тој момент се уште во паѓање и неговата цена е реално доста добра, споредувајќи со други проекти. Значи моментално се наоѓа на само 130% од претходниот all time low, што реално, ако и погледнеме другите проекти кои што сега направија 3, 4, 5x, ова воопште не е лошо, но тоа е доколку верувате во овој проект. Уште еднаш, значи сега ако вие верувате во самиот Космос екосистем, ако сте добиле некои вести за развивање на DeFi секторот во екосистем, тогаш е веќе друга приказна. Но генерално за овој проект јас не можев да најдем нешто кое што би рекол дека е вау или дека имаме нешто посебно. Во однос на месечно ниво нема поента да ги анализираме овие индикатори, затоа што нема нешто посебно од индикаторите, но на неделно ниво, погледнете. На неделно ниво ние практично достигнавме длабоко дно. Како што достигнавме во октомври. Верувајте ми, поголем дел пазарот моментално се наоѓа во овој момент. Како што веќе кажавме, според нас очекуваме дека дното е веќе направено, пред да продолжиме нагоре во следниот дел bull маркетот и гледаме дека овој major bottom кој што моментално дека сме го добиле два пати, сега повторно добиваме bottom. Иако не е major, добиваме дно. Така да ова дно моментално ни представува дека потенцијално ќе се придвижиме нагоре, посебно кога RSI достигна 24, тоа се 6 поени под нивото на препродаденост и MACD достигна, гледате и сами, до минус 60, каде што најчесто истиот продолжува во нагорна насока. А во оваа ситуација го имаме и 100 RSI кој што се наоѓаше на апсолутна нула пред само некој ден. Што значи дека овој протокол се наоѓа на своето локално дно, доколку не добиеме некои макро, не знам, негативни вести, генерално верувам дека како и останатиот дел од пазарот, тоа е тоа. Значи завршена е неговата корекција. Сега, повторно се враќаме на токеномија блокчейн, значи уште еднаш ќе напоменам, не го објаснуваме блокчейнот како layer 1 затоа што пак нема поента да објаснуваме блокчейн за layer 1 кој што има апликации само кои што му одговараат на самиот DEX за кој што работи. Битна работа која што мораме да забележиме е неговата токеномија. Во оваа ситуација гледаме дека околу, значи истиот има 1 милиарда токени, тоа е неговиот max supply, од кои 6,7 тоа е 67% од токените се веќе пуштени во употреба, односно 671 милион. Така да, имаме уште 23, тоест извинувам, 33% од токените кои што се уште не се пуштени, што не е лошо, ако мене ме прашувате, затоа што 33% наспроти Optimism и Arbitrum кои што имаат само 20% генерално на пазарот и воопште не е лошо. Сега, vesting schedule за жал е малку негативен, затоа што гледаме дека vesting schedule треба да заврши во 2048 година. А со високо темпо истиот ќе прави дамп на пазарот до 2039. Гледате, че ова е најголемата крива, каде што гледаме дека имаме голем дамп на пазарот. Сега, да бидеме јасни, не е сето ова негативно, зашто го велам тоа. Значи, ако погледне портоколовиот дел кој што е скоро завршен, тоа е liquidity mining. Не е завршен, значи во моментот каде што се наоѓа практично е 190 милиарди, се извинувам, 190 милиони, а истиот треба да достигне максимално ниво од 256. Што значи дека имаме уште околу 66 милиони долари осмос токени кои што ќе бидат давани како liquidity mining. Како што кажавме, liquidity mining представува оно што го објаснивме заедно со Фил, тоа е практично кога давате liquidity на самата осмосис менувачница. Како што знаете, тоа е главниот бизнис кој што оваа менувачница го има. Така,
Додека developer vesting, практично ова е за девелоперите кои што работат на проектот, сега овдека е малку проблематично затоа што моментално се наоѓаме на 141 милион, а треба да достигнеме до 223. Тоа значи дека уште 80 милиони токени треба да бидат дадени на девелоперите, но гледаме дека е тоа долга значи гледате, тоа се 20 години од сега, додека конечно девелоперите ги добијат овие токени, што значи дека го направиле тоа паметно, овој вестински журнал да биде доста долг и да нема голем дамп на пазарот. Третиот дел ни е staking rewards, што е најбитно. Значи staking rewards моментално веќе има до сега доставено до сите они кои што ги ставиле своите осмос токени 160 милиони, а вкупно ќе има доставено 322. Значи имаме уште дупло за staking rewards и тоа гледаме дека е до 2040 година, повторно 20 години. Тоа е одлично и последното е community pool, што уствари е делот каде што има self-governance, каде што овие community pool практично се даваат на самата заедница за да го развива протоколот, но нормално одлучуваат заедно како тоа ќе се одвива, така да ова и не е толку лошо ако мене прашувате, со исклучок на developer vesting, другото повторно е или staking, или liquidity mining, или пак е на community. Значи немаме овдека angel investors, немаме овдека некои големи, да речем, ентитети кои што треба да добијат голем дел од овој коин, тоа е крајно позитивно. Сега на крајот нормално треба да спомнеме и нешто повеќе околу девелоперите. Ова е крајно позитивен дел. Погледнете го, сега ова мене не ми се веруваше дури. Значи, погледнете. Во оваа ситуација во однос на девелоперите, само да видам дали е тоа, ево овде. Значи, погледнете. Осмосис има 118 full-time девелопери и 555 вкупно на месечно ниво, кои што очигледно не се full-time, но погледнете сега колку е ова добро. Ако го споредиме Осмосис со најголемите, но не можеме да споредуваме со, не знам, Ethereum и Polkadot, кои што имаат енормно голема количина на како што можеме да видиме full-time девелопери, но ако продолжиме надолу можеме да видиме дека се наоѓа во група на големи проекти, така 118 се наоѓа помеѓу значи ова не е самиот Polygon, ова е Polygon ZK, значи тоа е практично оној дел каде што имаат Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine, но Stellar, Aptos, ако продолжиме надолу, Filecoin, Algorand, така, значи ова се Harmony One, Hedera, тоа се големи проекти кои што имаат помалку од Osmosis како DEX. Јас бев крајно изненаден кога видов дека има 118 девелопери за DEX. Значи ова е крајно неочекувано, искрено ви кажувам, сега ќе ви кажам зошто, затоа што ако овдека го најдеме на пример, само да видам каде моментално се наоѓа Uniswap, за да ви покажам дека генерално нема толку многу дали воопште стои овде, баш ме интересира да го најдам каде се наоѓа. Еве прост пример, погледнете. Torchain и Uniswap се два најголеми дексови во целиот DeFi сектор. Torchain има 18 девелопери, Uniswap има 17. Но во исто време да не забораваме дека истите не се layer 1. Така да овие 118 мене многу ми изненади. Ако нешто пропуштам, ќе ве замолам да ме информирате во пораки, уште еднаш ќе напоменам. Значи некогаш едноставно овие работи мора да ги направиме како заедница. И уште една збунувачка работа која што ја најдов и не можам да си објаснам самиот себе си, значи на CoinCarp кој што постојано го користиме за да видиме колку е децентрализиран самиот протокол, гледаме дека има само неверојатни 5 волети. 4 се извинувам, 4 волети. Сега јас прво не можам да разберам зашто е 50% со оглед на фактот дека 67% се веќе пуштени во оптек, значи во циркулација. Да беше ова на пример 33, ќе каже фајде еве, тоа е претпоставувам преостанатиот дел од токените кои што се уште не се дадени во циркулација, но ова е крајно необјаснимо. Јас не можам да разберам зашто овдека имаме 100 riches Osmosis addresses, имаме само 4, од кои еден поседува 50%. Че ова ми крајно несватливо и реално страшно. Значи 50% од коините ако некој ги поседува, тоа е проблематично, многу проблематично. Но повторно, многу често се случува тоа да биде самиот протокол кој што ги чува на одредена адреса и ги распределува на пример за стейкинг, за liquidity, нели rewards и така натаму. Но во оваа ситуација гледам дека не е објаснето, па ако некој може да го објасни ова, би било одлично, запишете го тоа во порака. И уште една битна работа овде како што мораме да напоменеме, значи за жал ништо не најдов околу самиот активен roadmap, затоа што не видов никакви вести за овој протокол, дури на нивната основна страна не успеав да најдам ништо. Така да тоа е тоа, прилика ги одговоривме сите прашања кои што се битни да речем за овој протокол. Генерално нормално треба да дадам на крајот и мое мислење. Искрено јас не би инвестирал, значи знаете дека сум инвестирал на Uniswap, знам дека неговиот маркет кап е доста голем.
Но во секој случај, значи, тоа е на некој начин мојата застапеност во DeFi секторот и во Dexes, со тоа што, како што веќе кажавме, јас во тој сектор го гледам и Aave, како најголемиот лендинг боровин протокол, кој што до сега веќе цел еден bull market, па и порано од тоа, се докажал како стабилен проект. Значи, тоа е нешто што планирам да го ставам во портфолио, реално не планирам да оставам Osmosis, покажавме многу причини зошто. Значи, уште еднаш ќе напоменам сите оние кои што нови на нашиот канал, значи првото видео на самиот врв од каналот ќе ви даде на некој начин насоки што и каде може да најдете на самиот канал, затоа што веќе имаме повеќе од 1060 видеа и верувам дека е доста збунувачки во однос на тоа што и каде треба да најдете, затоа што имаме многу различни содржини во различни плейлисти кои што моментално ги обработуваме. И за крај, нормално како и секогаш во секој од нашите видеа, во дескрипција прво може да најдете точно што зборуваме, во кој дел од видеото. Немаме timestamps, но ова се на некој начин пишани timestamps кои што може да ги следите во однос на тоа каде се наоѓаме во самото видео. Дополнително, че овдека може да ги најдете и сите наши социјални мрежи каде што ја споделуваме целата наша работа, па дури многу повеќе од тоа, значи повеќе од видеата кои што ги правиме на YouTube, на Rumble и на Odyssey. Тоа се нашите два дополнителни канали каде што објавуваме наша материја нормално. Лайк, шер, сабскрайб, комент, значи ќе ве замолам, иако можеби за вас е само една секунда, не помага многу за оваа материја да споделиме на што повеќе македонци. Знаете, и сами работиме 0 евра по македонец, се тоа што е направено со цел да ја прошириме науката за финансии и економија, инвестирање, како и блокчейн технологија. Така да помогнете ни да го доставиме ова до што повеќе македонци, буквално со кликање на лайк, шер и комент на нашите содржини. Пак ќе кажем, можеби е малку, но за нас представува многу голема помош. И за крај, нормално, овдека се нашите блокчейн адреси, каде што практично, доколку инсистирате да не честите едно кафе, можете тоа да го направите. И нормално нашата апликација Купи ми кафе, која што исто така, значи доколку сакате да не купите на кафе, можете тоа да го направите. Сето ова што моментално до сега сте го донирале до нас, ние го собираме и кога ќе имаме солидна сума, јавно го донираме на некоја од македонските каузи, дали е тоа како што до сега го направивме во 2 наврати со прехранбени продукти, донација до црковна организација или пак нешто друго. Во иднина останува да видиме, но тоа е како го правиме ние моментално за македонскиот народ на еден и на друг начин. Така да ви благодарам. Се гледаме утре со ново видео со Compound Comp и нели ви благодарам за поддршката. Се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гимиџи.